Во Центарот за социјални грижи во Струмица се прифатени околу 90 на апликации од граѓани кои ќе влезат во трката за социјални станови. Апликациите се за 37 стана кои треба да бидат доделени на ранливи категории на граѓани кои имаат потреба од сопствен дом. Од Центарот во Струмица велат дека апликациите кои ги поминале првиот филтер се веќе препратени до Министерството за транспорт и врски, кои дополнително ќе информираат кога ќе биде конечната одлука, кои од граѓаните кои поднеле барање не само што ги исполнуваат условите, туку ќе бидат и сопственици на станови во зградата на улицата Ѓорги Василе во Струмица. Становите се со површина од околу 45 метри квадратни, изградени преку програмата за изградба и одржување на станови во сопственост на државата. Стручните служби од Струмичкиот центар за социјални грижи денес информираат дека најголемиот интерес во 7 категории на граѓани се самохраните мајки. Социјалните станови ќе се распределуваат во транспарентна постапка, преку електронска распределба согласно методологијата за бодирање на кандидатите за добивање на социјален стан под закуп. Предност при добивање на стан ќе има децата без родители или родителска грижа и лица над 18 години кои до својата 18 година биле згрижени во институции или други облици за згрижување на деца без родители. Поднесителот на барањето за добивање на социјален стан може да поднесе документација и за апликација само за една од 7 категории на корисници, доколку лицето или некој од членовите на неговото заедничко домаќинство аплицира во повеќе од една од категориите на корисници, сите поднесени образци ќе бидат отфрлени. Децидни се од Министерството за транспорт. Во текот на 2019 и 2020 година, Министерството за транспорт планира изградба на нови 355 социјални станови во Скопје, Гевгелија, Куманово, Дебар, Велес и Тетово.